sila nebesna sleze ozdora, devica zračna vo utrobata. Emanuel, so nas se Bog, sin mi se dade spasitelom. Našite oči se otvoreni, Bože, sada te gleda tebe. Našite uši se otvoreni, Hriste, sada te sluša tebe. Našite usni se otvoreni, Oče, sada zbog. Hriste Bože, ja te ljubam Isuse, za sekogaš vo mojto srce ti naseli se. Ti mi dalaš sila, ljubav, mir i pobeda vo se. I za navek kje ti služam, ti si внатре во мене. Целата суштина како тој да биде внатре во тебе. И со радост ке ти служам, ти си внатре во мене. На колена пред Исуса. Марко 10 глава 13 стих. Некои луѓе ги носеа своите деца кај Исус, за да ги прегрне и да ги благослови. Ете тоа е тоа дете, татко на небесата и Исус кој е практично видлив дел на таткото, испратен да ни даде сила. Татко мој, зборува и денеска низ мене, нека секое слово биде живо слово, да го допре секој оној кој ќе го отвори срцето и ќе каже: Господи Исусе Христе, евети го срцево, ти предавам се што имам. Доаѓам на Твојот крст и го оставам стариот човек. Да ми дадеш сила да се родам во дух, од озгора, за да го видам Царството Божјо. Значи ги носат децата да ги прегрни, да ги благослови. Учениците пак ги одвраќаа. Кога Исус го забележа тоа, ги прекори учениците и им рече: пуштете ги децата да доаѓаат кај мене. Мислам дека тој момент е. Имаме ние некои луѓе не се утврдени, да ги избркаме. Тоа се деца, ние треба да ги пуштиме да дојдат. Мораш ти да им дадеш пример, да имаш трпение, да побараш сила од Исус. Луѓето се несовршени. Колку повеќе во светот имам работа, се повеќе добивам желба да го напуштам овој свет. Пазете, не попречувајте им, зашто на таквите како ним им припаѓа Царството Божјо. И тоа е целата суштина. Ти треба да се вратиш да бидеш дете на небесен татко, паднато на земјата, даден е Исус Синот на семокниот Бог, да ни го покаже патот на љубовта, да ни покаже како треба да се промениме, како да се родиме, да се крстиме, да умреме. Ве уверувам дека нема да влезете во Божјото царство доколку не го прифатите со вера каква што имаат малите деца. И детето верува, знаете. Тој додека не ја запознае смртта, неговата вера е до врвот, потоа се случуваат некои работи. Слава ти, Господи Исусе Христе. Слава ти, Исусе, те сакам, Исусе. Значи вера, потоа Исус ги гушна децата и ги благослови. Ако бидете како дете, положувајќи ги своите раце врз нивните глави. Тоа е слика за да разбереме што се случува. Се што е од Исус нека остане кај секого од нас, се што не е од Исус да си замине. Крвта Исусова ја свето положувам врз овие слова, овие живи слова и врз секој оној. Допрете се до срцето. Исусе, дојди во моето срце. Исусе, помогни ми. Кога Исус излегуваше кон патот, му притрче еден човек, клекна на колена и го праша. Значи, треба да дојдете како деца пред својот небесен татко. И затоа тој е однос татко. Кога ќе дојде духот, ти нема да велиш веќе Господи, Господи. Вчера имав еден случај, ми се јави еден другар од подалеку,
što го poznam od prethodno, koji pominal niz nekoj traumi, došol nekade, go doprel duho, taj da rečeš, ostavil zavisnost od droga, go fatula depresija, se molev me. Vidite, go sekjam toj moment, toj se kaže ka Gospodi, Gospodi, se ušte nego razbira toj odnos. I bo to je način na podučuvanje. Nije zboruvame da se predadeš kompletno, da vikaš tatko moj. Mu pritrče jedan čovjek, klekne na kolena i go praša, dobar učitele. Kogova mu go kažav na jedan pastor, od kojeg master brzo stana pastor, se iznervira. Niko ne je dobar. Pastor od vakov, pastor od ne znam, pastor od pastora. Niko ne je dobar, osim jedini od Boga. Samo Bog je dobar. Što treba da pravim za da se zdobijam so večen život? Isus mu odgovori. Da, što treba da praviš da se zdobiješ so večen život? Da ljubiš. Da mu go dadeš srceto na Isus da se naseli u tebi, da te promeni. Isus mu odgovori, zašto me narekuvaš dobar? Učitelj je dobar. Što treba da pravim za da se zdobijam so večen život? Ajde. Zašto me narekuvaš dobar? Samo Bog, tatko, to je dobar. Gi znaješ Božjete zapovedi? Ne ubivaj. Koji ne goljivi brato svoje, čovjek ubijec. Ne vrši preljuba, zemaš tugi stihovi, slušaš čugi propovedi. Ne kradi, tugi, ne zboruvaj lagi za drugite. Nema mi, počituvaj gi majka si i tatko si. Se odnesu i na zemljite roditelji, no majka ti je crkvata, tatko ti je Isus, odnosno starešinata na crkvata. Odnosno Isus, ako je pod tojevo duhot, Isus ti je. Vidjeki glava na mažot. Isus, glava na ženata je mažot, sporuva za crkvata. Ne počituvaj gi majka si i tatko si, čovjekot mu odgovori, učitele, kon site ovije zapovedi se pridržuvam ušte od detstvoto. Togaš Isus go pogleda milno i mu reče, ima ušte jedno nešto što treba da go napraviš. Prodaj go si od svoj imot. Razdeli im go, parite na siromasite i ti ke dobiješ imot na neboto. Te možete da go razberete i telesno, no imote i sve to ona što ti go imaš. Tvojite darbi, tvoja ova, ti što sakaš, tituli, sostojbi, to je sve što treba da prodadeš, da razdadeš, suštinski, da go razdeliš svoj imot, da go ostaviš to. Potom trgni po mene. Ne po sebe da trgneš, znaš jedan poet, evangelije po sebe. Ne završi dobro. Na kraju od se pokaja. Isus znaje. Ovo telo ili bez telo, ne znam. Potom trgni po mene i stani moj sledbenik, veli Isus. Koga go čuva čovjek od si zamina. Ajde mu vikaš, treba da odiš po Isus. Sledbeništvo. Postupki kako Isus. Ljudje to ne saka da se promenat. Najloše je što misla deka se spasen i sedat vo svojita bolja. I ništa ne se slučuva. I kje gi vidiš deka nema nikakva promjena. I сега se molime i to je veli Gospodi, Gospodi, go fatula depresija i do tuka doaѓа молитвата, а Исус е мал чекор, само треба да ја пружиш раката. Испружи ја раката и исцели се. И тој ја пружи раката. А можеше да не ја испружи. Се сеќавате во сабота. Ке речеше, чекај бе, сабота е денеска, не треба да се исцелува. Не му беше поважно да се исцели. Заборави на правилата и ограничувањата. Човекот замина разочаран, поседуваше големива. Знаеш ли ти кои сум јас? Доктор на науки, имам 30 книги, имам ова, имам она, викендици, не знам што. Исус погледна наоколу и им се обрати на своите ученици. Колку е тешко на богатите да влезат во Божјото царство. Ти си богат со себе, доволен си сам на себе. Господ си сам на себе. Учениците се изненадија на овие зборови, но Исус продолжи, че да тешко се влегува во Божјото царство. Тој вика, насила се освојува. Полесно камила ќе се спровери низ иглени уши, низ дупката низ иглата, иако има во Јерусалим едно таму, отколку богат човек да влезе во Божјото царство. Па ти си тогаш камилата, си се натоварил со своите знаења, со своите спомени, своите доживувања, своите... Ние зборуваме за комплетна припадност на Исус. Учениците уште повеќе се збунија, па почнаа да си шепотат на себе си еден на друг. Тогаш, кој може да се спаси?
Dobro prašanje, koje može da se spasi. Isus vpečatljivo gi pogleda im reče, za luѓе to je невозможно, но за Бог нема ништо невозможно. За Бог се е можно. Што значи тоа? Па ако си со него ќе се спасиш. Ако си тераш по стариот начин нема да се спасиш. Зашто немаш доволно сила. Петар му рече, ние оставивме се. Ова сме го читал. И станавме твои следбеници. Тие одеа физички за Исус, но кога го фатија Исус се разбега. Нема дух добија на 50-ница, бидејќи Исус не беше прославен во нивните срца. Исус треба да биде прославен во твоето срце. Исус му одговори, ве уверувам дека секој што заради мене и Евангелието оставил, еве што треба да оставиш. Куќа, браќа, сестри, мајка, татко, деца, земја, ќе биде награден. И ние гледаме многу луѓе, заради нешто се враќа, заради професијата, заради жената, заради мајка му, заради братот, заради синот, те враќа назад во светот. Веќе на овој свет ќе биде награден, таквиот ќе добие 100 пати повеќе. Куки, браќа, сестри, мајка, деца, земја, иако ќе има и прогонство. Значи, мораш да го оставиш тоа. Тоа не значи да не го љубиш, да не се грижиш за него, но не можеш да му помогнеш. Значи, ставаш ограда, каде што нема ограда, имотот се разграбува, бега од мене сатано и чекаш момент се молиш. Не му дозволуваш да го сквернави. Стојам на свето место, капината со горува. Како Мојсен или ги собувам старите чевли, ги облекувам чевлите на Евангелието на мирот. Иако ќе има и прогонства, а во идниот свет ќе има вечен живот. Вечен живот. Тој ти дава вечен живот, ти сакаш да живееш вечно на земјата. Погрешно. Но мнозина кои сега се први на земјата ќе бидат последни, мнозина кои сега се последни ќе бидат први. Батеријата се троши. Исус ќе навестува својата смрт. Учениците беа збунети кога Исус ги поведе кон Ерусалим, а останатите негови следбеници беа исплашени. Уште еднаш Исус ги повика кај себе 12 мината своји ученици и почна да им објаснува што се ќе му се случи. Тој објаснува, тие не разбират. По претходната глава Петар му вели, тоа нема да се случи. Петар зборува од себе си, тоа е целата суштина. И пак ја дојдеме, учениците крштеваат, веројатно со Јованово крштение. Покајно. Да се покаеш и да тргнеш по Исус, ама гледате тоа кога е делумно, кога не е со сето срце, ти се враќаш во стариот свет, ти си камилата, ти си богатиот, кој не ике да се откаже од себе си. Богатиот кој не ике да остави се. Исус да биде на прво место. Сега се искачуваме во Ерусалим, таму мене, синот човечки, Исус им зборува, ќе ме предадат на свештеничките поглавари и на вероучителите. Ете кој го распинува Исус и денеска. Свештенички поглавари и вероучители, тие ќе ме осудат на смрт и ќе ме предадат на римјаните, кои ќе се подбиваат со мене, ќе ме плукаат, ќе ме камшикуваат и ќе ме погубат, но по 3 днена јас ќе воскреснам. Ете, тие не го разбираат комплетно ова што им го зборува. Бидејќи кога се случи тоа, тие се разбега. И сега доаѓаме до уште еден интересен момент. За Веедевите синови, 35 стих Марко 10, Јаков и Јован дојдоа кај Исус и му рекоа, Учителе, сакаме да те замолиме да ни исполниш една желба. Ете, ние сите си имаме некои своји желби. Што сакате да сторам за вас? Ги праша Исус. Тие му одговорија, кога ќе седнеш на престолот од твоето славно царство, ние би сакале почесни места. Едниот од нас да седи од твојата десна страна, другиот од левата. Исус им рече, не знаете што барате. Можете ли вие да пиете од чашата на моите страдања, од која јас наскоро ќе морам да пијам и да се крстите, со страдалничкото крштение со кое јас ќе се крстам? Можеме, одговорија тие. Тогаш Исус им рече, ќе пиете од чашата, од која јас ќе пијам и ќе бидете крстени како и јас, но не сум јас тој што решава. Пазете го овој стих. Дали ти решаваш во твојот живот или му дозволуваш на Отецот? Кој ќе седи од мојата десна, кој
кој од мојата лева страна. Тие места ќе им припаднат на оние за кои Бог ги приготвил. И ние си имаме некои своји желби и така натаму, ова ќе го обработиме понатаму во поуката. Водачите треба да се понизни. Кога останатите 10 слушнаа за ова, им се налутија на Јаков и Јован. Затоа Исус ги повика сите заедно и им рече: знаете дека оние што се прогласуваат за цареви владеат сурово над народите. И ние го имаме тоа во Македонија, сурово. Сменија име, смени идентитет, територијална поделба, јазик ти сменува. Не ти дава да се именуваш македонец, те понижува. Тие земаат пари и мислат ќе избегаат со нивните деца. Од законот Исусов не се бега. И своите високи службеници кои ја користат својата власт над луѓето. Но меѓу вас не треба да биде така. Тој што сака да биде прв меѓу вас, нека им биде на услуга на сите. Зашто и јас, синот човечки, не дојдов на светот за да ми служат, туку да им служам на луѓето и да го дадам својот живот за откуп на многумина. Значи, тој е дојден да го даде својот живот за откуп на многумина и ќе се вратиме сега во овој момент. Ова е поуката која е слезена последна. После нашите средби имавме на една средба напад врз две сестри, 3 го сеќаваат. И сега ние зборуваме за тој принцип како да се одбраниш, за духовно војување. А каде сум јас? Во Исуса. Каде сум јас? Каде е мојата волја? Имам ли јас право да мислам, да чувствувам на желби? Па нели Исус ја вршеше волјата на Отецот? Ти што сакаш, да си ја вршиш твојата волја? Одиме Марко 10:35-45, значи се навраќаме на ова. Завеедевите синови Јаков и Јован бараат. Си имаат своји желби од Исус. Еве што барат: учителе, сакаме да ни исполниш она што го побаравме. Дедо Мраз. Кога ќе дојде некој се вратил, доживеал нешто и Дедо Боже ме врати. И тоа е како да мислиш Дедо Мраз. Ние зборуваме за татко. Што сакате да сторам за вас? Дај ни да седнеме до тебе, едниот оддесно, другиот одлево, во славата твоја. Еве што сака човекот. 10:35-37. Сите ние имаме своји мисли, своји желби, замисли, планови, волја, но волјата не треба да е моја, туку негова. Не како што сакам јас, нека биде твојата волја, вели Исус, нека биде волјата твоја. Исус им вели: не знаете што барате. Човекот бара ова и после ќе викаш: олеле, можете ли да ја испиете чашата што ја пијам јас? Која е таа чаша? Се што добива од Отецот пие. И да се крстите со крштевањето со кое се крштевам јас. Јован 10:10-38. Што е суштината? Кој е тоа крштение? Па Исус се откажа од Божјата природа, стана човек. И беше распнат како човек. Ти требаш да бидеш распнат како човек, да се откажеш од човечката природа, да примиш дух и да станеш син Божји. Ете, тоа е целата суштина, но тоа не е така едноставно. Ќе видите, луѓето се богати и не ќе да се откаже. Не ќе да се откаже. Тоа е тоа богатството. Сакаат да седнат до него горе на небесата. Исус им зборува за крштение и пиење на горка чаша, исполнување на волјата на Отецот. Каква е таа чаша? Какво е тоа крстение? Раскрстување, раскрстница. Да се оставиш таму, на крстот. Можете ли да пиете од чашата на моите страдања? Чаша на страдања? Па ти страдаш кога гледаш дека светот не чини. Дека луѓето немаат љубов, дека те продаваат. Јас наскоро ќе морам да пијам од таа чаша. Да се крстите со страдалничкото крштевање со кое што јас се крстам. Можеме, тие веднаш рекоа. Марко 10:38, потоа, откако Исус го фатија, сите се разбега. Отидоа да ловат риби, знаете. Тоа е целата суштина апостолите, кои беа, гледаат чуда. Исус им се вели на почетокот: не знаете што барате. Тие бараат почесни места, први места, да се искачат највисоко. Тоа е вавилонство.
Тие сакаат да се здобијат со име, градат кула, да се искачат највисоко и Господ им ги измеша јазиците. Ако го разберете тоа како слика дека луѓето немаат љубов, јазикот кој треба да го научат е јазикот на љубовта. И сатанското да бидеш над Бог. Обрнете внимание, страдалничко крстение. Крштение, распнување на телесниот Исус. До воскресение, раскрсница, крштение во духовен Исус. Значи, телесен тихо се оставам, добивам духовен тихо, оставам се. Не сум камилата низ иглени уши, не сум богатиот, остави се земно и врви, стани негов следбеник. Тој е патека на секого од нас да умре телесниот, да се родам во дух, да го распнам. Тој е патека за секого од нас. Земните луѓе, телесните имаат своји желби, своја волја. Видите, не можеш да бидеш така христијанин. Ама Исус, ќе види дојдеме пак, Исус вели, зарем да не ја испијам горката чаша? Ти ако не постапуваш како Исус, не си христијанин. Или мислиш дека така ќе си гледаш, не си во театар, не си во кино, не си статиста. Патека на секого од нас, земните луѓе имаат своји желби, своја волја, а ние зборуваме за умирање на собственото и родение на духовното Исусовото. Да се родиш во дух. Еве што вели Исус, чашата пак што ја пијам јас, ќе ја пиете и вие. Тоа ако го следиш Исус, следбеништво на Исус, прифаќање на Исусова волја, тоа е чашата. Се што доаѓа, прифаќаш, не мрмориш. А со крштевањето со кое се крштевам јас, ке се крстите, да, може да се откажеш од себе си, да тргнеш по него. Но да седите од мојата десна или лева страна, не е мое да дадам. Туку е за оние за кои е подготвено 10:39:40. На друго место вели, не можете ништо да примите ако не ви е дадено од небото. За тие што е подготвено, значи овде не разбира, тој не вели дека тој дава. И од 10:39:40 другиот препев е подобро, вели, не сум јас кој решава, кој ќе седи од мојата десна, а кој од мојата лева страна. И често ќе ми речат за некој човек во заедницата, зошто овој го толерираш, зошто тој не го толерирам, зошто сум го вратил тој. Јас ќе ми речам, па Господ ми рече, значи не си дошол до тој принцип да го разбереш водството. Не сум јас кој решава, кој ќе дојде во заедницата, кој не се јави човекот, се молевме од Хрватска, уште една жена се јави, се молевме. И тие не се во заедницата. Но јас не ги одбивам, ги оставам децата да доаѓаат кај него. Оставам се земно и врвам по него. Моите желби, моите ставови. Тие места ќе им припаднат на оние за кои Бог ги приготвил. Таткото, 10:39:40. Уште еднаш се потврдува дека Исус ја извршува волјата на нашиот духовен татко. Не решава Исус. Што му кажува, тој прави. Така правам и јас, и ти ќе ме прашат, зошто правиш вака, зошто го избрка тој, зошто ова. Кога ќе дојде друг дух, има војна на духовите. И ти треба да се спротиставиш, да дадеш заповед за било што, например. Се што не е од Исус да замине, давам заповед, мораш да замине од овој дом. Крвта Исусова е врз овој дом, марш од тука. Но претходно треба да се предадеш во власт на Исус и тогаш имаш власт. Надвор од Македонија, Сатано. Се разбира, чија волја исполнуваме битен момент. Својата волја си терам по своја, истиот. Дали ја пијам Исусовата чаша и крштението Исусово, дали се откажав од себе си, ја прифатив Божјата волја, или имам своји желби, замисли, очекувања, си пребивам во собствената волја, сам сум си Бог на себе, сам си командувам, сам си извршувам. Сам за себе. Верувај во себе, има израски, верувај во себе да веруваш. Па по 3 години, може би по 5 минути ќе паднеш болен. Тогаш во што ќе веруваш? Во болеста, во слабоста. Сам си Бог на себе, сам си собственик, Христо кефален, главата Исус, он те води, или автокефален. Ма чекај бе, каде сум јас? Имам ли јас право да кажам, да одлучувам? Мене пријатели од Шведска, малото дете, еден ден им рекло,
Јас денеска ќе кажувам, се вие кажувате, јас сум сега наред. Јас ќе кажам како ќе правим. Тоа е тоа. Имаш ли ти право да кажуваш, да одлучуваш? Не. Немаш. Немаш, тоа е целата суштина. Еве стихови, имаш право само да го избереш Исус, тоа е слободна волја. А потоа тој да те обликува. Марко 8, 37, 34. Исус им кажува на учениците дека ќе пострада, ќе биде фрлен, убиен, на третиот ден ќе воскресне, тоа е претходно. Петар го повлече насамо и почна да го одвраќа. Ете ти што мислиш, Исус му забрани на Петар да говори. Ете дека немаш право. Бегај од мене, Сатано, му рече, зашто не мислиш на она што е Божјо, мислиш на она што е човечко. Марко 8:33. Значи, сатанско е она што е човечко. Ти што сакаш? Тоа е вавилонство. Ти што мислиш и сакаш, ти да си зборуваш, ти да си решаваш, ти да си бидеш Бог сам на себе. Не ти треба Бог, немаш место, имаш тесно срце. Ама кај сум тогаш јас? Добро прашање. Кај сум јас? Кај? Добро прашање. Пазете, или си во Исус, или си вон Исус. Или си син Божји, или си син ѓаволски. Може да мислиш дека си во Исус, но не си. Знаете, тоа е целата суштина. Тоа не е мисловен процес, него комплетно. Целосен, со сето срце, сета душа, сиот ум, сиот разум, сета сила која ти ја дава тој. Сатанско е она што е човечко. Кој сака да врви по мене, нека се одрече од себе, нека го земе крстот свој и нека врви по мене. Марко 8:34. Да го земеш својот крст значи да се оставиш себе си на тој крст, да го земеш својот крст како Исус што го зема својот крст. О, Исусе, ќе го земеш ли крстот свој и ќе му дозволиш на Исус да те направи силен, да те роди во духот? Марко 10:42-45. Им зборува за владење и служење, дека цареви владеат, господари, директори на своја штета. Кој сака да биде поголем, нека ви биде слуга на сите. Тоа е Исус 10:43 Марко. Кој сака да биде прв, нека ви биде слуга на сите. 10:44. Исус служеше на сите, го даде својот живот за мнозина, за браќата. 10:45. Слуга, уште еден чекор е сотрудник на љубовта. Сакаш да работиш, која никогаш не представува. Петар му вели, ние оставивме се и станавме твои следбеници. Тој е тој процес како да оставиш се, да се оставиш стариот ти. Ништо да не може да те завлече, било каков однос. Значи, целата суштина е таа, овој стих. Ве уверувам дека секој што заради мене 10:29 Марко и Евангелието оставил, тоа се слики куќа, браќа, сестри, мајка, татко, деца, земја, ќе биде награден веќе на овој свет. Ќе добие 100 пати повеќе куќи, браќа, сестри, мајки, деца, иако ќе има и прогонства. А во идниот свет ќе има вечен живот. Луѓето сакаат на земјата да живеат вечно. Мнозина кои сега се први на земјата ќе бидат последни. Мнозина кои сега се последни ќе бидат први. Не сум јас тој што решава кој е прв, кој е последен. Ете, тоа е суштината, како да научиш Исусот да те води во духот. Значи, се молиме со човекот и гледам молитвата доаѓа до тука, му фали тој чекор на дете и татко. Не е направен до крај. Затоа што погрешното толкување на една деноминација те прави мисловен христијанин. Замислуваш, а не си вистински. Не можеш во мислите, мораш да бидеш действителна љубов. Љубов која никогаш не престанува. Да се оставиш себе си, да ја пиеш чашата и крштението на Исус Христос. Ете, тоа е суштината. Татко мој, во името на Исус, исцелување за сите оние кои ќе речат: Господи Исусе Христе, дојди во моето срце и помогни ни. Се што е од Исус нека остане кај секого од вас. Се што не е од Исус, надвор замини си и не се враќај повеќе. Бегај од нас, Сатано, во името Исусово, и не враќај се повеќе. Бегај од Македонија, Сатано, и не враќај се повеќе. Во името на Господ Исус Христос ја прославувам победата на Господ Исус Христос над се што не е Божјо.
во мене, во секого од вас, од целата заедница, глуви и слушни сотрудници, во македонскава земја и насекаде. Пред мене, зад мене, околу мене, низ мене, во мене Исус живее. За секогаш Исус, насекаде Исус. Во секого Исус, во секое срце Исус. Не се плашам од зло, ти си со мене, мил Исусе, твојот жезол спокој ми дава, жива вода во утробата. Не се плашам од зло, ти си со мене, мил Исусе, твојот жезол спокој ми дава, жива вода во утробата. Жива вода во утробата е духот да се расплонти, да те води. И нема никогаш да ожедниш. Не за сатаната и смртта, да за Исус, насекаде, во секого, за секогаш. Амин. Сила небесна слезе оздора, девица зачна во утробата. Емануел, со нас е Бог, син ни се даде, спасителот. Нашите очи се отворени, Боже, за да те гледат Тебе. Нашите уши се отворени, Христе, за да те слушат Тебе. Нашите устни се отворени,